Каква е шансата Грција да се отвори, да ги прифати меѓународно прифатените стандарди и конечно сите граѓани на Грција да може да се дефинираат, да се определат кои се и какви. Во денешните услови тоа е многу тешко. Било дали е на власт нова демократија или ПАСОК. Во Грција е создадена една националистичка атмосфера, што се однесува до името на Македонија. Постои притисок кон владата и од опозицијата. Ставовите на ПАСОК за името и противењето на владата за влез на Македонија во НАТО се крајно неприфатливи. Лошо е што Андреас Ловердос од ПАСОК, кој се представува дека ќе биде идниот министер за надворешни работи на Грција, изјави пред самитот на НАТО во Букурешт дека треба да се употреби вето, а потече честиташе на владата за незините потези. Тоа е неприфатливо, но за жал последниве 20 години со такви идеи го наполнија грчкиот народ, а сега ги собираат плодовите на нивниот труд. Тука треба да напоменам дека не треба да ги забораваме набавките на воена опрема кои ги прави Грција на секои 10 години, подкупувајќи ги владите на САД, Франција, Италија, Русија и така натака. 10 милиарди евра ќе потроши Грција за воена опрема без да има потреба од неа, само заради поддршка од тие влади, во спорот со името на Македонија. Каков е вашиот став во врска со грчкото непризнавање на македонската нација, на македонското уставно име и конечно во врска со долгогодишниот спор помеѓу двете земји во врска со потребата на терминот Македонија? Мојот личен став е јасен и категоричен. Една земја нема право да наметнува име на една друга земја. Република Македонија има секакво право да се нарекува и да се именува како Република Македонија. Пристапот на Грција и незиниот став околу овој спор е апсолутно неприфатлив. Нема никакво право да ви наметнува име. Ако вие се нарекувате Македонија, тогаш што е вашето име? Нема право Грција да тврди дека Македонија е грчко име и дека вие немате право да го употребувате. Колку е тешко да се биде припадник на непризнато национално малцинство во една европска земја како што е Грција во моментот? Многу е тешко. Ние сме признаени, но како муслиманско малцинство. Лозанскиот договор пишува дека сме муслимани, но никаде не пишува дека имаме и друг идентитет. Секој муслиман има и национален идентитет. Ние, турците во Тракија, кажуваме дека сме турци и затоа сме турско малцинство, а тоа не може да го забрани ниту Грција, ниту било која друга држава. Гостувајќи на грчката телевизија Антена на дебата за правата на малцинствата во Грција пред 2 недели, Деде беше физички нападнат поради неговите ставови дека покрај Грци во оваа земја живеат и турци и македонци. Μειονότητα σύμφωνα με την συνθήκη της Λοζάνης είναι μουσουλμανική μειονότητα. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η μειονότητα δεν έχει και μία ταυτότητα. Ελληνική ταυτότητα. Εσείς τι ταυτότητα έχετε, κύριε Ντέντε? Ελληνική, κοιτάξτε. Ταυτότητα ελληνική δεν έχετε. Εγώ συμφωνώ, έχουμε την ίδια ταυτότητα. Την ίδια ταυτότητα έχουμε εγώ και εσείς. Κοιτάξτε, σιγουρότατα την ίδια ταυτότητα έχουμε, την πολιτική ταυτότητα που λέμε. Μία εθνική ταυτότητα, ο κάθε άνθρωπος έχει μία εθνική ταυτότητα. Μάλιστα. Ο ένας λέει ότι είναι Τούρκος, ο άλλος λέει ότι είναι Εσκιμός, ο άλλος λέει ότι θέλει. Εσείς τι είσαστε, κύριε? Για να δημιουργήσω. Εσείς τι είσαστε? Δεν χρειάζεται ένταση, δεν χρειάζεται ένταση, Μελαχρινή. Δεν χρειάζεται ένταση. Δεν χρειάζεται ένταση, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται ένταση. Δεν χρειάζεται ένταση. Θερμή παράκληση. Την ένταση. Θερμή, όχι. Να κόψουν παρακαλώ τη σύνδεση.